се уште неофицијално, меѓутоа она што се шпекулира во новинарските и политичките кругови е дека едното останато отворено прашање на 4 политички партии кои што преговараат за излез од оваа политичка криза се ингеренциите на министерот за внатрешни работи. Како што кажа и ти, предпладне во околу 11 часот по еден ден пауза, вчера работните групи имаа одмор вчерашниот ден, по тој еден ден пауза предпладнево повторно овде во резиденцијата на евроамбасадорот Иво Орав во Пржино се собраа за да се обидат да изнајдат решение и за тоа едно преостанато нерешено прашање кое ги дели од договор за излез од политичката криза. Еден час откако дојдоа во Пржино веќе имаше кратка пауза за преговарачките групи, но резиденцијата на Орав ја напушти само подпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз Радмила Шекеринска и да кажам дека пред само неколку минути таа повторно дојде овде во резиденцијата, така што може да кажеме дека преговорите внатре продолжуваат, секако со посредство на домакинот евроамбасадорот Иво Орав и американскиот амбасадор Джес Бели. Како што кажа и тие, како што изјави завчера евроамбасадорот Орав, има напредок, постигнат е договор за другите прашања, неофицијално за работата на медиумите е договорено регулаторно тело, исто така договорено е и владата која што ги организира изборите, која ќе создаде фер и демократски услови за овие избори, треба да се избере 100 дена пред одржувањето, односно пред датумот на изборите. Единствено прашање неофицијално остануваат, како што кажа, ингеренциите на Министерството за внатрешни, односно на министерот за внатрешни работи. Вчера и Европската комисија преку соопштение побара, односно ги охрабри партиите да изнајдат договори за тоа едно преостанато прашање. Практично и Брисел потврди дека останува едно нерешено прашање. Партиите се охрабрени да истно да постигнат договор, порачаа од Брисел и се надеваме дека денеска е можно да дојде до тој договор со оглед на тоа што се шпекулираше дека после за вчерашните маратонски преговорите ќе продолжат откако партиите ќе ги доближат ставовите. Веќе денеска повторно од предпладне преговараат, веќе имаше кратка пауза, така што се надеваме дека има почетен договор на масата во Пржино и дека наскоро на една година од Пржинскиот договор од 2 јуни и 15 јули повторно ќе се постигне договор за излез од оваа политичка криза.